Министерке, владата ве задолжи уште во ноември во рок од 15 дена да доставите предлог законско решение за недела да биде неработен ден. Зошто уште не е готов нацрт законот? Ние како Министерство за труд и социјална политика и надлежни за подготовка на ново законско решение, веднаш после одлуката на владата, после заклучокот од таа владина седница на почетокот на ноември, навистина почнавме координативен процес заедно со колегите од различните министерства за тоа што треба да офати ова законско решение, кој треба да биде вклучен или исклучен, на кој начин треба да се подготви. Меѓутоа, започна една сериозна дебата во општеството во која што се вклучени сите на кои што ова законско решение на некој начин се однесува или ги допира по некои од моментите во кои што треба да бидат дефинирани. Така да дебатата во која ги вклучи синдикатите, репрезентативни и нерепрезентативни синдикати, членовите на економско-социјалниот совет кои што беа покрај синдикатите и организација на работодавачи, понатаму дополнително бизнис заедницата представена преку Сојуз на стопански комори, преку Стопанската комора на Република Северна Македонија, една широка дебата со анализи за тоа кои треба да бидат дејностите кои што мора да бидат исклучок за да работат во ден недела, со една единствена цел да се овозможи непречено функционирање на општеството. Сепак виталните процеси мора да течат во општеството. А до кога очекувате да трае дебатата? Па ние веќе на некој начин го финишираме драфтот на законот. Мислам горе-долу контурите на законот веќе се дефинирани. После уште една дополнителна анализа која што правиме деновиве, би требало законот, такви се нашите планови, да го објавиме на ЕНР и повторно да има реакција од јавноста за тоа како треба да биде издрафтирано ова решение. Така да мислам дека многу скоро ќе го финишираме како предлог закон. Имате ли притисоци од бизнис секторот, бидејќи до сега се сметаше дека недела е формално неработен ден, меѓутоа сепак некои работеа? Јас не би го дефинирала тоа како притисок. Ние отворивме дебатата, разговараме и сите аргументи се ставени на маса за и против. И многу е легитимно кога ова прашање го поставите на таков начин. Знаете, кога ние го постигнеме консензусот во процесот на договарање во било кој формат, дали во економскиот совет, економско-социјален совет, неформалните средби што ги имаме со различни представници на различни како работодавачи, така представници на синдикални организации, гранкови синдикати, мислам дека е многу добро и многу е здрава таа дебата да се случува, така да не го доживуваме тоа како притисок, туку како многу легитимна, многу конструктивна дебата за тоа дали и кој треба да се исклучоците. Сепак одлуката е дека ние ќе го испочитуваме она што е барање на работниците и знаете кога вие генерирате задоволство на повеќе од 2/3 од дејностите во државата, ако направите анализа дека 500-600 илјади работници ќе бидат задоволни од ова законско решение, мислам дека како влада сте испорачале една сериозна работа. Кои дејности или професии ќе бидат ослободени од работа во недела, а до сега работеле? Ова што ќе се надоврзам на ова сега што го кажав. Значи, сите фабрики, индустрија, кај која што нема потреба од континуитет на техничко-технолошкиот процес, нема да работат во недела. Трговската мрежа нема да работи. Текстилните фабрики нема да работат. Тоа е она што во најголем дел го сочинува. Може би вака делуваат 3 области кои ги споменав, меѓутоа тоа офаќа најголем дел од работниците во општеството. Ќе работат само оние што се неопходни да работат за непречено функционирање на процесите во државата. За оние што сепак ќе работат во недела, ќе следува и ден за одмор. Дали утврдивте кој ден точно ќе им биде слободен? На економско-социјалниот совет точно ја отворивме оваа дебата и тоа треба да биде процес на договарање преку организација на работодавачи и синдикатите да се усогласат кој би бил најповолниот ден. Тие приоѓаат на решавање, односно на дефинирање на денот кој што ќе го користат како ден за одмор после работењето во недела. Синдикатите имаат едни ставови, денот тоа да биде денот пред недела или после недела, меѓутоа работодавачите имаат сосема други ставови за тоа дека треба да биде искористен барем во наредната седмица. До нас стигна барање и од синдикатот на клинички центар, кој што исто така е, јако се дел од синдикатите, представници на вработените во јавното здравство, тие излегува со став дека слободниот ден не мора да се користи веднаш во понеделник, затоа што па процесот, организацијата на работата во здравството, а верувам и во други дејности е така направена да не може веднаш да се користи денот
за одмор, туку во текот на наредните 7 дена. Така да има простор, го оставивме ова прашање да го додефинираат заедно работодавачи и синдикати, секако на крајот ќе донесеме одлука која што би значила најдобар компромис меѓу барањата на едната и на другата страна. Дали е утврдено колкав надомест ќе добијат оние што мора да работат во недела? Например, Конфедерацијата на синдикати реагираше дека ако за 50% дневницата не се зголеми, мерката би била чист популизам. Видете, воведуваме надомест за работа во недела, кој е различно од надомест во ден на неделен одмор. Овие работници кои што се во делот на исклучоците кои што мора да работат заради непречено течење на процесите, значи тие ќе добијат надомест за работа во недела. Висината на овој надомест е дефинирана како надомест дефиниран во колективен договор или закон. Значи, ова треба да биде предмет на колективно договарање. Во општиот колективен договор за вработени во приватниот сектор јасно е дефинирано дека тој износ е 50% од дневницата, што значи ќе добијат дневница и дополнително 50% за тие што се во исклучоците што ќе работат во недела, доаѓаат од приватниот сектор. За останатите е решено поинаку, за вработените во јавниот сектор, во здравството е решено со нивниот лек специјали, законот за здравствена заштита, за колективниот договор за вработените во Министерство за внатрешни работи, УПОС и така натаму. Значи секаде си има колективни договори во кои што точно е дефиниран надоместок. Имаше реакции дека не сме до тој степен развиена земја за да можеме да си дозволиме недела да е неработен ден, како и дека секоја потрошувачка е добре дојдена. Како го коментирате ова? Ние, кога го подготвувавме ова законско решение, секако дека направивме анализа и компарација меѓу она што представува неработењето во недела во западноевропските земји, меѓутоа и во земјите со кои што во едно време бевме во една иста држава. Ова законско решение постои во Словенија, ќе кажете дека е членка на Европската унија, да, меѓутоа постои во Црна Гора, која не е членка на Европската унија, тие го имплементирале ова решение. Ние не цениме дека ова ќе има негативни последици, затоа што се договараме во сите овие формати дека законското решение би почнало со имплементација после завршување на пандемијата, свесни за предизвиците што пандемијата со COVID-19 ги наметна не само здравствен, туку и економски аспект. Така да го договараме и почетокот на имплементација на ова законско решение. Кога очекувате да се изгласат измените и дали ја имате поддршката од сите владеачки партии со оглед на тесното мнозинство во собранието? Јас не би се грижала околу тоа како ќе помине процедурата, затоа што вие кога го имате парламентарното мнозинство, ова е законско решение кое што оди со просто мнозинство за изгласување, мислам штом се договориме тоа секако дел од владината програма и немам јас дилема дека ова ќе помине внатре како процес на договарање во коалицијата. Примената на законското решение ќе почне да биде од моментот кога ќе заврши пандемијата. Ние начелно сме ставиле како работен датум за почеток на имплементација некаде 1 септември, што ни дава простор да ова дебата баш ја завршиме онака темелно како што треба со сите аспекти за да не испуштиме нешто во тоа како кога го подготвуваме законот. Ви благодарам. Благодарам, Ива.